Веројатно многумина ќе се согласат дека зголемената телесна тежина кај децата не е здрава работа, но малкумина знаат дека таа може директно да го загрози животот на детето. При тоа не мислам на долгорочните последици по здравието, како што е зголемениот ризик за развој на диабет или на срцева болест, подоцна во животот. Зборувам за болеста на замастен црн дроб кај децата. Болеста на замастен црн дроб подразбира спектар на нарушувања, кои го зафаќаат црниот дроб и се карактеризираат со насобирање масти во клетките на црниот дроб, а може да прерасне во стеатохепатитис, фиброза и цироза. Цирозата, од друга страна, може да доведе до појава на хепатоцелуларен карцином. Раното препознавање на оваа болест е проблем. Таа вообичаено е тивка и не дава лесно препознатливи симптоми, но постојат неколку едноставни работи кои може да го најават нејзиното присуство. Најважно, ако детето е со прекумерна телесна тежина, треба да се направи едноставен тест за црнодробни ензими во крвта. Клучот на терапијата се промените во животниот стил кај детето. Тоа подразбира промени во исхраната и засилена физичка активност. Се смета дека со намалување од 10% од телесната тежина доаѓа до значително подобрување на состојбата на црниот дроб. Нема останати лекови или суплементи кои имаат докажан ефект кај болеста на замастен црн дроб кај децата, иако неколку студии покажуваат добри резултати за витамин Е. За крај, вреди да се потсетиме дека зголемената телесна тежина кај децата е сериозен проблем кој може да има несогледливи последици по нивното здравје. Здравата храна и физичката активност се единствен лек за оваа состојба и секој напор на родителите во оваа насока е оправдан и корисен. Запомнете, за возрастни 30 минути, а кај деца 60 минути физичка активност на ден. И без газирани сокови, и премногу благо.